Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија, кој што можете да видите од најавите, е интервјуто со Воислав Шешелј. Вие баравте, почитувани гледачи, јас ги слушам вашите барања и ги реализирам. Ова е седиштето на Српската радикална странка во градот Земун, односно градот кој е споен денес со Белград. Во јуни 2001 година, овде во седиштето на Српската радикална странка го снимавме интервјуто, второто интервју со Воислав Шешелј, и тоа одеше на тогаш на Сител телевизија, и тоа беше политичко интервју кој ги имаше растурано сите проценти или сите бројки на гледаност во Република Македонија, беше 5 или 6 пати репризирано тогаш на Сител телевизија. Денес, 13 години после тоа, повторно тука во срцето на Земун го снимаме интервјуто со Воислав Шешелј. И тоа е таа историска парадигма, почитувани гледачи, дека Шешелј во тие 13 години се бореше да го растури Хашкиот трибунал во Хаг, тука во Србија, се растураше на лице место неговата политика и тоа од неговите кумови. Тома Николич, кој е сега председател на Србија, Александар Вучич, кој е сега премиер на српската влада. Последното интервју кој го снимавме овде во канцеларија, јуни 2001 година, го завршивме со вашата, ајде да речеме, констатација или коментар. Сега ќе видите што ќе ги прават американците. Тоа е периодот кога на војна во Република Македонија. Сега вие се враќате од Хаг и власта во Србија во вино дека сте американски човек, кога американците го пуштиле да излезе од Хаг, те им прави проблеми. To samo govori koliko je moj dolazak ispametio vlast u Srbiji i Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Oni su se uplašili, ne znaju taj stradah sakriju. Oni koji služe Amerikancima protiv svog naroda, koji su izdali Kosovo i Metohiju, sad kažu da sam ja američki čovjek. Vidite kakva je to šizofrenija. Znate, gospodine Šešelj, vi imate, na primjer, неколку кумови, вела дека Вук Драшковиќ, ви Александар Вучич, па дури некада најдов дека и Тома Николич сте во некакви кумовски или роднински односи. Американците една работа не можат подобро од вас, а тоа е да ви одберат подобри кумови. To se desi tako, protiv moje volje, ali da su mi braća rođena, ako su izdajnici, ja ću reći otvoreno da su izdajnici. U vreme kad smo se mi okumili, oni su bili dobri ljudi, pošteni ljudi i iskrene srpske patriote. Oni su se promenili, a ne ja. Ja sam danas isti kao pre 13 godina kad smo posljednji put razgovarali. A oni su drugačiji. Со такви кумови вас всушност непријатели не ви требаат? Pa da. Ne treba mi drugi neprijatelji kad su mi kumovi takvi. Има многу коментари за ова ваше враќање. Мене најинтересен ми се гледа коментарот, велат пред 12-13 години Шешелј замина во Хаг, после 13 години или 12 се врати. Све е сменето во Србија, само една работа не е смената. Партизан и тогаш и сега е шампион на Србија во кошарка. Pa ja sam u Hagu ostao malo duže nego što sam očekivao. Ja sam mislio da ću ja tu borbu završiti na nekih 5-6 godina. Ostao sam 12, ali mi nije žao. Mislim da sam uspeo da potpuno raskrinkam Haški tribunal, da pokažem da je to i protivpravan, nelegalan, a i antisrpski sud. Знаете што е парадоксот на тоа ваше лежење во Хаг или таа ваша борба која што велите да го растурите или да го раскринкате Хашкиот трибунал? Дека вие го растуравте Хашкиот трибунал, тука во Србија растура вашата политика. И вие можеби го растуривте Хашкиот трибунал, но во Србија вашите најблиски соработници растурија вашата политика. To je tačno. Međutim, sve zapadne obavještajne službe su se na tom poslu angažovali. Njihovi instituti za specijalni psihološki rat su bili upregnuti sve snage da nađu metod kako bi vrbovali Tomislava Nikolića i Vučića i još neke iz rukovodstva. To je ogromna sila na zapadu. Da sam ja ostao ovde, nikad ni Tomislav Vučić, ni Tomislav Nikolić, ni Aleksandar Vučić ne bi postali izdajnici. U to sam ubeđen. Вашиот заменик поранеше некаде пред 4 или пред 5 години, мислам дека Тодоровиќ се презиваше, имаше категорична изјава дека американската и британската обавештајна служба или тајни служби работат на разнебитување на српската радикална странка и на формирање на Српска напредна странка, која сега има апсолутната власт во Република Србија. To je tačno, ali oni su veoma skupu cenu platili. Za ljubav vlasti oni su se odrekli Kosova i Metohije.
Tadić, koji je također izdajnik, ni za 10 godina ne bi pristao na ovakvu kapitulaciju na koju su preko noći pristali Nikolić i Vučić. И додека вие се боревте за историјата во Хаг или за докажување кој е прав, кој е крив во историјата, Србија имаше проблеми со географијата. И сега ви ги прават овие вицови дека сте како Нокија, секој ден се помали како Србија. Da, nažalost tako je. Međutim, počet će taj istorijski bumerang na suprotnu stranu, to istorijsko klatno na suprotnu stranu da se kreće. Taj bumerang će se vratiti našim neprijateljima. Mi smo ranjeni, ali nismo uništeni. Mi Srbi kao narod. I Srpska radikalna stranka je teško ranjena, ali je opstala, preživela je. A sad ćete vidjeti u najskorije vreme da će postati opet jedna od najsnažnijih političkih stranaka u Srbiji. Гледате таа флоскула, да речеме, таа реченица, која не само вие, туку ја кажуваше Тома Николич, тоа е Србија до Карловац, Карлобак, Вировитица, Вуковар. На крај, знаете, се сведува на една историска парадигма над главата на тој Тома Николич, како председател на Србија, да лета албански дрон со знамето на голема Албанија. Како сите големи идеи, или како сите тешки конструкции и стратегии, на крај гледате како се сведува до една точка на едно понижување во сред Белград на стадион, кај што игра репрезентацијата на Србија, и лета дрон со знамето на голема Албанија, а тој седи како да е председател на некоја друга држава. Nisu tu problem Albanci, nego oni koji stoje iz Albanaca. A to su Amerikanci, Englezi, Nemci i Francuzi. Ništa Albanci ne bi uradili bez njihove podrške i pomoći. Vi to znate najbolje. Onda kad im zatreba u Makedoniji neki sukob, Amerikanci probude albanski separatisti. Molim vas da ustanete. Vama da ustanem, pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda. Stop. Рековте дека имате две метастази на јетрата, едната ја нарековте Тома Николич, едната ја нарековте Александар Вучич. Која прва ќе отстраните? Pa ja mislim lakše je odstraniti Tomislava Nikolića. On će sam uskoro da podnese ostavku, po mom mišljenju. On ne može opstati na toj funkciji, jer je stekao fakultetsku diplomu, a da ni jedan jedini ispit nije polagao. Сега е дипломиран менаџер или експерт по менеджмент. Master. А вие го оставивте како гробар. Ma da. А он гледа Ali меѓу pazite, време on se i стана pokazao da jedino zna grobarski posao da radi. ја закопа Србија. Ne, preterujete malo. Jedini grobarski posao koji on obavio od kad je došao na vlast i jedini uspešan posao je sahrana Karađorđevića. Nigde drugo nije bio uspešan. Дури ви обвинуваше 2010 година дека му подготвувате атентат, па тогашните челници на ова БИА, Безбедносна информативна агенција, и потврдија дека имат индикации дека вие подготвувате атентат врз To Томислав su Николич. smiješne stvari. Kad bi ja to zaista planirao, njemu niko živ ne bi mogao pomoći. Ги читавте тие информации, Pa нели? čitam, ali to je smiješno. Дека сте го контактирале тогашниот лидер или прав човек на земјонскиот клан. To sve izmišljaju da Luka sebi Bojović. pribave publicitet i sažaljenje javnosti. Pošto ne mogu ništa da urade u ekonomskoj i socijalnoj sferi, pošto su propali na međunarodnoj sceni, oni sad izazivaju sažaljenje javnosti, oni su jadni, unesečeni, svi ih mrze, svi im podmeću klipove i misle na tome da se održe na Тоа vlasti. сме не слушали. А зошто толку често ве поврзува со тој земјонски клан? Например, овде кога ова приказна 2010 година лансирана, има еден митинг во Лесковац кај што говори Тома Николич, и тогаш 600 полицајци или припадници на жандармеријата во Србија го чуваат. Бие излегува, нели, ги брифира медиумите, новинарите дека има индикации дека е загрозен животот на Тома Николич, дека затоа стои Лука Бојовиќ, кој го контактира Мило Симовиќ, кој треба од Загреб после убиството на Сретко Калинич да го врати во Белград и да изврши To je таа sve ликвидација. izmišljena priča. Tomislava Nikolića pre svega muči njegova nečista savest. I ništa drugo. Nečista savest. On je svestan koliki je izdajnik. I on srlja dalje u tu izdaju. A ovo će plasirati,
Prete Vučiću, prete Tomislavu Nikoliću, prete ovom, prete onom. To su gluposti. Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene lijeka nema. I samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Сите вие ги давате истите изјави. И Вук Драшковиќ, и вие, и Томислав Николиќ, Александар Вујчиќ. Доека сте вие во Хаг, Томислав Николиќ станал председател на Србија. Александар Вујчиќ станал премиер. Вук Драшковиќ е министер за надворешни работи. Значи сите се тие унапредени, а вие лежите 12-13 години во затвор. За исти изјави, за иста политика. Доека се држите до таа политика? Ja sam unapređen, ja koji sam bio u Hagu. Pružena mi je šansa da se borim za srpske nacionalne interese i ja sam tu borbu izveo do kraja. Po bilo koju cenu ja sam ušao u taj okršaj i nisam popuštao. A oni ništa nisu uspeli. Ove njihove funkcije danas sutra više ništa ne znače. Ko se seća ko je bio predsjednik vlade Srbije pre nekih 100 godina ili 150 godina? Ko se toga seća? Ali dobro delo ostaje, a zla dela idu na stup sama. Oni su samo zla dela pravili od kad sam ja otišao u Hag, a kod mene ne možete nijedno zlo delo u tom periodu da nađete. Кој им помага, освен овие француски, германски, британски, посебно американски служби? 2010 година на власт е Тадич, Борис Тадич, тога шеф на БИА или на Безбедносна информативната агенција е покојниот или починатиот Ракич, кој од истото село со Светлана Цеца Ражнатовиќ и со Дачич, кој беше портпарол на Слободан Милошевиќ. Стоја ли тогашните политички структури на Србија на чело на тој проект или добија ли задача од странските служби да ја растурат вашата партија, да формират нова која би дошла на власт? Главни извршилаc bio je Boris Tadić. I on se javno hvalio kako je zahvaljujući njemu došlo do raskola u Srpskoj radikalnoj stranci. Ali on je tolika budala da nije bio svestan da time seče granu na kojoj on sedi. On je pomogao ovim izdajnicima da izdaju srpski nacionalizam i da pređu na suprotnu poziciju. Ali onda su ga oni istisnuli i on više nije bio potreban. Zašto bi Amerikanci dalje podržavali Borisa Tadića kad je on pomalo kočio taj proces oko priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije? Kad imaju ove koji su spremni na sve. Pa sad i oni se malo jogune, znate, u prvo vreme Tomislav Nikolić je mislio malo da izda pa da dođe na vlast, ali da ne postane izdanik, a to ne može. Kad malo izdate, ode to u beskraj. Вие рековте дека имате неколку цели кои заминавте во Хаг, тоа е да го растурите Хашкиот трибунал. Pa da li sam rasturio Haški tribunal? Šta vi mislite? Па добро, 13 години не може да ви донесат пресуда. Тоа е по мене. 12 години, да. Тоа е по мене пораз на Хашкиот трибунал. Второ, имате задача нели НАТО, Европската унија, и четвртата цел ви беше така поприлично спектакуларна да растурите холандската кралица Беатрис. Овие трите успеавте, ова четвртата не успеавте да. Nisam uspeo jer kad je holandska kraljica saznala kakve su moje namere, ona je odmah podnela ostavku, abdicirala je. Па добро, дали ако тогаш A sad je njen sin kralj, a ne doliko jednom srpskom četniku da rastura muškarca, je li tako? ако сега овие двете метастази ги нарекувате Вучич и Тома Николич, дали бајпасот што ви е вграден го нарекувате Беатрис, може би Беатрис ви го пукна срцето што се вели? Nije to bypass. Pacemaker. To je jedna vrsta pacemakera. Moji krvni sudovi su izvanredni. Nego je problem bio u tim srčanim strujama u elektrici. Вие дури добро Pa mi je ovo sad kao jedan osigurač, znate. Беатрис, да не го викате Беатрис. Пейсмейкер. Pa, to je sad beznačajno. Вие дури добро поминавте. Овој вашите се председател и премиер. Овој портпарол на Слобо Милошевиќ беше кандидат за Нобелова награда за мир поради преговорите со Косово. Ali to je grupa ljudi koje on instruisao, lansirala.
To su neki Srbi iz Amerike koje plaća srpska vlada da budu kao srpski lobisti. To su oni plasirali, takozvani srpski kokus. Znači, Dačić je sam sebe kandidovao. Naravno, neko od njih može dobiti Nobelovu nagradu zajedno sa Jahjagom, sa Haradinajem ili sa Tačijem, onda kad bi Srbija potpuno predala Kosovo i Metohiju, digla ruke. I oni idu tim putem. Moramo ih što pre zaustaviti. Kad se to desi, onda ni vama Makedoncima neće biti ni malo lako. Može li puštањето од Хаг на Воислав Шешелј повторно да го запали бурето барут на Балканот? Тоа се Ja se nadam da može. Што ќе направите за да го направите тоа? A već je eksplozija bila, eksplodiralo je to bure. Добро е, има на пример држави кои што имаат кревки основи, на пример Босна и Херцеговина. Србија е во проблеми. Се уште не знае кој пат да го фати. Македонија има нерешени проблеми со соседите или со дел на соседите. Може ли тоа буре Ali барут? najveća panika je u Hrvatskoj. Tamo je uzbuna, tamo su svi na nogama. Tamo su najviše uplašeni. Па добро, таму има Znate jednu stvar, председателска кампања. Makedonci веројатно- nemaju nikakvog razloga da se mene plaše. Zašto bi bili uznemireni? Makedonci su naša braća. Oni su jedna krv s nama. Голем дел од македонците нема се согласат со вас. Знаете, Македонија и македонската нација сосема различни од србите и од бугарите. Најголем Добре. дел од македонците, Пазите. ова ваше тврдење би го отврлиле како безсмислено. Ajde da to ovako definišemo. Mi smo ista krv, slovenska krv. To je I drugo. mi, i To je- Makedonci, i Bugari. Тоа е друго. Тоа е сосема различно. Vi meni ništa drugo ne možete biti nego neprijatelji. Ja se pristojno prema vama ophodim, ali to što sam pristojan ne znači da moram da vas volim. I ne volim vas. Tretiram vas kao svoje neprijatelje. I to ste valjda vidjeli svakog dana ovoga procesa. Svakog dana ste to mogli da vidite, od prvog dana. Jeste, vi ste moji neprijatelji, dobili ste zadatak da mi skinete glavu. I uradite to već jednom. Добро, господин Шешел, што очекувате дека ќе се случува на Балканот? Вие рековте дека Босна и Херцеговина не може да обстанат така Па, не како може. што сега функционират. To je svima jasno. Србија има одредени проблеми, тие проблеми се евидентни, тие проблеми се околу стратешката насока на Србија, час се со американците и со Западот, час сака да бидат малку руси, со било да оглумат Јосип Броз Тито, меѓутоа не во една сериозна представа, туку во една комедија на тоа што он го правеше пред 50 години, кај што успеаше да балансира помеѓу Истокот и Западот. Состојбата во Македонија е кревка, поради безброј прашања. Што очекувате? Очекувате ли еден процес на дестабилизација во регионот? Ne, ja nešto drugo očekujem. Ja mislim da je ogromno nezadovoljstvo u Bugarskoj, ogromno nezadovoljstvo u Srbiji i da se i Srbima i Bugarima ogadila Evropska unija. Bugari su i formalno ravnopravan član, a zapravo nisu. Bugarska sad živi gore nego što je živjela ranije. U Srbiji će narod da odbaci ideju Evropske unije. Ja se nadam i u Makedoniji. Makedonci će shvatiti da im na zapadu nisu prijatelji. I ono što je naša strateška vizija, da se i Srbija, i Makedonija, i Bugarska uključe u savez sa Rusijom. Zašto? Zato što je Rusija također slovenska i pravoslavna država. Zato što su Rusi od vajkada naši prijatelji. Da nije bilo Rusa, Srbija se ne bi oslobodila u drugom srpskom ustanku. Je li tako? Da nije bilo Rusa, Bugarska bi možda i danas bila u sastavu Turski. Не ви се чини дека русите посакуваат точно овие три држави да се членки на Европската унија. Бидејќи ако е Бугарија членка на Европската унија, знаете, тогаш ако Русија гради нуклеарки на територија на Бугарија, де факто гради нуклеарки на територијата на земја членка на Европската унија. И ако тоа помени во Бугарија да биде на бугарска територија изградена нуклеарка, тогаш по истите стандарди, истите процедури Русија може да гради во Франција и во Германија. Дека токму овие држави баш на Русија им одговара да бидат членки на Европската унија, бидејќи тогаш на мала врата Русија ќе може и својот капитал, и својата политика, и своето однесување да го пласира во Европската унија. Може би обратно од вас, Русија да баш сака да бидат членки на Европската унија. A šta je sa Južnim tokom? Bugarska je obustavila
izgradnju Južnog toka jer je pritisnuta od strane Evropske unije. И паѓат два пати бугарските влади околу тоа прашање. Ali to je na štetu interesa bugarskog naroda, da se slažete. Jer u interesu Bugarske i bugarskog naroda da se taj gasovod uradi. Ако не се лажам, Виктор Орбан пред еден месец во Минхен изјави дека имат исто притисоци од Америка да го прекинат комуницирањето или изградувањето на одредени гасоводи кои ќе го носат рускиот газ до Ali Mađarske и Viktor Унгарија. Orban je tome odoleo i čak zapretio da može Mađarska da napusti Evropsku uniju. Во Србија исто има притисоци. U Srbiji ima mnogo pritisaka, ali će Srbija opet sad imati jaku srpsku radikalnu stranku koja će unapred sve to nagoveštavati, raskrinkavati i stavljati do znanja narodu šta se dešava. Знаете, до пред пола година или до пред една година дека не бе оние немири големи во Истанбул, во Турција и дека не се разгоре она сириска криза, тука на пример сферата на интереси е деле Русија и Турција. Турција преку капиталот, преку ајде да речеме традиција, турските серии и така натаму, Русија првенствено преку гасот, кој имаше многу поголем ефект него што има или отколку што има руските тенкови во текот на Втората светска војна. И тогаш велевме дека ајде да речеме таа зона на влијание поделена помеѓу Русија и помеѓу Турција. После тоа што се случи во Украина, првпат американците така грубо и така интензивно лобираат и притискаат да се спречи руското влијание во регионот. Може ли тоа да предизвика? Ne Големо mogu дестабилизир- Amerikanci to da spreče. Ruski točak zamajac je krenuo snažno napred. Amerikanci nemaju resurse da to spreče. Amerikanci se iscrpljuju na raznim stranama sveta. Имате вие Србите една поговорка, велите, не дај Боже, Русија да ве брани, а Грција да ве храни. Ne, И не излекувате поуки од таа една историска to su лекција. komunisti izmislili, znate. To nije srpska narodna poslovica. Rusija je uvek pomagala Srbe kroz istoriju. Uvek. Ја слушна тоа на песна на навијачите на Железничар, која навива или ја скандира на утакмицата со Челик од Зеница. Јас ќе пробам да испеам да ве цитирам, вели: прва ми е и последна желја да заколем Воислава Шешелја. Vojvodu Šešelj. Војводу Шешелја. Така а- како ќе ве заколат, гледам вака са машала, во врато сте поприлично, Али- ќе им биде малку тешко веројатно да ве заколат. Ima već odgovor na internetu na tu pesmu. Ide Šešelj, nije dobre volje, pa pred sobom manijake kolje. A manijaci su navijači Željezničara. Znate, oni sebe zovu manijaci, kao Dinamovi što kažu Bad Blue Boys ili tako dalje. Je vam to poznato? Да. Odmah je na tu pesmu smišljena nova. Господине Шешелј, Ali ja sam to shvatio kao duhovitu šalu. Pa To što dobro. su pevali navijači Željezničara. сега баш не е духовита шала. A dobro, kad bi ja otišao tamo Закон- među njih, verovatno bi me i zaklali. Ali to samo što su pevali pesmu na utakmici, Pa to znate- mene ne tangira Знаете, mnogo. господине Шешелј, Na pesmu se uvek može reagovati otpevavanjem. знаете, не е проблем тие што ви се непријатели да сакат, условно речено да ве заколат. Проблем е ако вашите сакаат да го направат тоа. Знаете, во српската историја има многу примери кај што кумот губива кумот. Pa možda će i ovi kumovi koji su sad na vlasti ubiti kuma. Или ќе ве вратат Тоа е можеби во могуче. ќе ве вратат можеби во хак. To bi baš voleo da vidim. Ja dobrovoljno neću da se vraćam. Hoću da vidim kako me Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić hapse i vraćaju u Hag. Прва пауза за реклами, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашето интервју со Војслав Шешелј. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Во
денешно време човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Zinaico German Lemonade. Ако ваши кумови се Вук Драшковиќ, кој стана министар за надворешни работи, ако ваш кум е Александар Вучич, кој стана премиер на српската влада, ако ваш кум е Томислав Николич, кој стана председател на српската држава, а вие лежите 13 години во затвор, тогаш е веројатно прашањето дали лошо ги избирате вашите кумови или некој ги има купено тие ваши кумови и на крајот ги има свртено против вас. Во српската историја постојат случаи, почитувани гледачи, кога кумот го има убиено кумот. Сега се постава прашањето дали кумот или кумовите на Војслав Шешел на крај ќе мора повторно да го апсат Војслав Шешел и да го вратат назад во Хаг. Добро, оние заколнување на вечна љубов, на вечно пријателство, на кумство во црква, каде се изгубија? Нели цело време вие србите велите дека, посебно овој дел на радикална Србија, велеше дека ја почитува традицијата, се почитува зборот, се почитува честноста. Одеднаш Александар Вучич не би ни сакал да разговара за вас, да има блокирано на сите медиуми во Србија. Едноставно сака да ве маргинализира. Го пушта оној несреќен Дачич да дава изјави. Или Вулина. Или Вулин, кој беше портпарол на Јул на Мира Марковиќ. Што се случи со ова Србија? Каква алхемија ја направи нова Србија, кај што поранешните најголеми противници или луѓето кои застапуваат на политика сега пеат сосема различни ноти? Видjet ćete kad uskoro krenu mitinzi Srpske radikalne stranke po unutrašnjosti Srbije. Vidjet ćete šta zaista misli srpski narod. I njemu je dozlogrdilo. Vučić je došao na vlast i preuzeo apsolutnu vlast samo na osnovu praznih obećanja. I stalno, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje. A šta je bolje, sve je lošije i lošije. I ta magla jednom mora da se raziđe. I kad narod u potpunosti shvati da su to obmane, onda će drugačije da se postavi. Знаете, Борис Тадич ја користеше секоја прилика да им се извини на соседните држави за тоа што го правеше Србија. Не гледам дека далеко од него е Александар Вучич. Па им се извинува на босанците. Па ја пушта Република Српска низ вода. Па да глуми нешто, некој мачо мен тука на оваа пресконференција со албанскиот премиер Еди Рама, меѓутоа не смее да гукни кога е на пресконференција со, не знам, Ангела Меркел или овие некои големи други. Кои му говоре многу горе ствари него албанци. И ќе мора ли Вучич да потпише дека Косово е независно? Vidjet ćemo ko će hteti da potpiše, ali mi se nadamo da ćemo sušiti i Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića pre nego što to potpiše. Имате ли српска лична карта, бидејќи вие заминавте со лична карта и со пашош на СР Југославија и има тука одредена, ајде да речеме шега, да не речем за фраканција, дека Војслав Шешел од најголем србин стана последен југославен, бидејќи со југославенски пат не исправи се вративте во Србија. Ja nemam ni jednu ličnu ispravu sada. Podneo sam zahtev,
da mi se izda nova lična karta, nova vozačka dozvola i zdravstvena legitimacija. Od koga sakate da vi potpišu? Tomislav Nikolić ili Aleksandar Vučić? Pa ja mislim da to službenici u policiji potpisuju. A to znači će bude ministar Stefanović. I to je jedan od ovija novi doktori na nauki. To je moje građansko pravo i oni mi moraju izdati ta dokumenta. Мишук е та лична карта, ако со лична карта веќе на Косово не може додите, а бога ми како што стојат работите, тешко и во Нови Пазар ќе може доите. Jedino u Makedoniju mogu, nadam se da bi me tamo naša braća Makedonci, da bi pa me мислам tamo дека lepo има primili. договор потпишан помеѓу Дачич, кој беше министар на полиција, и Гордана Енкуловска, дека со лична карта може да се поминува границата. Evo ja čekam da dobijem ličnu kartu pa se spremam da idem za Skopje. Што очекувате дека може да се случи во овој нареден период? Очекувате ли некоја искрена дестабилизација? Тоа е опасноста, нели? Хрватите го ја отворија таа Пандорина кутија. Гледам дека босанците исто така реагираат. Во Македонија, знаете, нема некои негативни реакции околу вашите изјави или околу вашето враќање. Zato što tamo žive naša braća. Нема ни на Косово, ајде да бидам. Многу повеќе има во Србија страв и нетрпеливост, ајде да речеме, од тоа ваше враќање, па дури во вино дека сте американски шпион, отколку што има на Косово. Како тоа го толкувате? Pa Hrvati su se tu zaleteli na moju provokaciju. A muslimani nisu u velikoj meri negativno reagovali. Sporadično poneka izjava. A znate kako sam ja Hrvate upecao kao somove na dudubak? Znate li šta je dudubak? To je jedna vrsta crva koji živi u zemlji i koji je najbolji mamac za somove. Ja sam zabacio taj mamac i Hrvati se odmah upecali. Kad sam video kako proslavljaju, odnosno kako obeležavaju dan oslobođenja Vukovara, ja sam izdao saopštenje da čestitam srpskim četnicima godišnjicu oslobođenja Vukovara. I to smo poslali samo hrvatskim medijima. U Srbiji nismo ni slali. I sva Hrvatska se digla na noge. I to je ono što meni ide u prilog. Sad će Hrvatski sabor da donosi deklaraciju o meni. Sad će parlament Europske unije da donosi rezoluciju o meni. Pa šta bi više čovjek mogao poželeti? Ние овој интервју го снимаме вторник, значи една недела пред да го објавиме. Да. За четврток е најавена седница на Европскиот совет или на Европскиот парламент, кај што се бара декларација, значи дека биде објавена емисијата, ние ќе знаеме што е таму одлучено, да ви се забрани политичко делување. A kako da mi se zabrani? Dekretom Europske unije da se meni ukine ustavno pravo na političko delovanje. Kako? I ko to mene može spriječiti da politički deluje? Mogu me izbaciti ovdje iz sedišta stranke, mogu me izbaciti sa svih radio i televizijskih stanica i svih novina. Već su me onemogućili da gostujem na bilo kojoj centralnoj televiziji. Ali ja ću ići beogradskim ulicama, pa ću podbunjivati narod. Ko to može da mi zabrani? Добро, ве навредували што ве нарекуваат американски човек. Знаете, нема поголем парадокс во една политичка кариера да бидете најголем противник на американците и денес во Србија да ве смета дека сте американски човек кој е пратен или е вратен од Хаг назад во Белград да го руши Александар Вучич, кој е патриот во Србија. Pa vidite koliki su to idioti. Znači, kad sam ja u Hagu, to je prirodno stanje. I što sam tamo 12 godina, trebalo još 12. Dakle, nikad me nije trebalo pustiti, jer kad god bi me pustili, oni bi rekli, Amerikanci ga namjerno pustili da ruše Vučića. Vidite koliko je to suluda, idiotski. Знаете што пеат албанците на Косово сега? Šta? Она нели имавте една реклама за МБ пиво, светско а наше. Сега албанците за Косово велат српско а наше. И тоа ќе стане реално за време на Александар Вучич. Da, da. Vidjet ćemo to još. Prvo što se tiče jučerašnjeg navodnog nestanka električne energije, ta pojava mene uopšte ne iznenađuje kad je reč o Haškom tribunalu. Ali me iznenađuje što se zbog toga juče nije radilo, jer ovaj tribunal najbolje funkcioniše u mraku. To su pokazali svi dosadašnji procesi. Што се случува во Хаг, тоа што ние како гледачи не можеме да го видиме? Што се случува зад завесата, зад тие телевизиски преноси, тамо во оние кели 2 на 2 или 2 на 4?
Kako komunicirate, kako funkcionirate? Pa, funkcionirao sam telefonski, ako mi ne zabrane telefon. Si izdržali psihološki? Psihološki ja se nadam da jesam. Jel vi poznajete neku promenu na meni? Ne, nego dali i drugi tebe gledame. Ima mnogo ljudi koji jednostavno nemat kontakt s realnosta. Naprimjer, Ratko Mladić. Se gleda kad on je nekoj svoj svet. Znači... Ratko Mladić je teško bolestan došao u Hag. I nijedna zemlja na svetu ga ne bi sudila. On je nesposoban procesno za suđenje. I gledajte, Ratko Mladić ne go oslobodio od Hag, iako je teško bolen, a Vlad Vojislav Šešelj, бидејќи je teško bolen, go oslobodio, odnosno go pušti od Hag. Da, ali oni će konstruisati presudu Ratku Mladiću. Na osnovu svih dosadašnjih presuda koje su doneli srpskim oficirima u Republici Srpskoj. Ke bide svesen li za ta presuda? A mene su optužili za govor mržnje kao zločin protiv čovečnosti. A nigde u svetu govor mržnje ne može da bude zločin protiv čovečnosti. Jer govor mržnje u zapadnoj Evropi se kažnjava samo novčano. Nema ni zatvorske kazne u onim državama gde uopšte to postoji kao krivično delo. A oni mene 12 godina drže zbog navodnog govora mržnje. A vi znate, ja nisam nikada bio protagonista govora mržnje, ja sam uvek bio protagonista govora ljubavi. Pa to što vi го кажувавте, го кажуваш и Тома Николич, го кажуваш и Александар Вучич. За тој говор на омраза, тие стана председател и премиера, вие бевте 12 години во Хаг. Тоа се двојни стандарди. Сакам да ја прашам за Хаг. Знаете, тамо се наоѓаат се осудени или се во процес на судење. Луѓе на чија совест и душа лежат убиствата или нарачувањето на убиствата на илјадници луѓе во овие балкански војни. Можат ли тамо на тој простор од неколку квадратни километри да живеат такви луѓе со таков путер на главата, со таква совест, не знам која ја носат, а при тоа меѓу себе не се споубијат? Како функционира тој или тој живот во Хаг? U prvoj fazi tamo su uglavnom bili kriminalci i neposredni izvršioci. I bilo je dosta nevinih. Sad ima najviše nevinih, koji jednostavno nikakvo krivično delo nisu izvršili. A sudi im se pre svega zato što su Srbi. Što se tiče Hrvata, nijedan Hrvat iz Hrvatske nije osuđen za zločine nad Srbima. Nijedan. Samo se Hrvatima iz Bosne i Hercegovine sudilo. Ali isključivo za zločine nad muslimanima. 2 Makedonca su suđena, jedan je oslobođen, a jedan je osuđen. Također za izmišljenu krivicu. Johan Tačulovski je osuđen na 12 godina da nikakvo krivično delo nije izvršio. Muslimani iz Bosne i Hercegovine su ili oslobađani, poput Nasera Orića i Sefera Halilovića, ili su dobili simbolične kazne, 1, 2, 3 zatvora. Samo se Srbi zapravo sude i to na drakonske kazne. Гледате, спомнавте двајца македонци, еден од нив е Љубе Бошковски, кој беше ослободен од Хашкиот трибунал, меѓутоа беше санкциониран од неговите, од партијата негова која е сега на власт, и се наоѓа во затвор и осуден на една плюс уште една затворска казна во трајање од 10 години. И како што стојат работите, ќе се одлежи многу повеќе во македонските затвори отколку што одлежа во Хашкиот трибунал. Се плашите ли дека слична судбина може и вие да имате? Да помините полесно со Хашкиот трибунал отколку со вашите кои се на власт тука во Србија? Pa ja bi to voleo. А зошто би сакале? Pa zato da ovi izdajnici do kraja izdaju. Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Pa malko li vi izdadov Oni su bili moji saučesnici u svim mojim eventualnim zločinima. I sad oni mene zasude za zločine koje smo zajedno učinili. Ima li tu logike? Какви беа односите со Слобо Милошевиќ? Како комунициравте додека бевте на слобода? Ни беше јасно. Малку се каравте, малку се сакавте. Час бевте во коалиција, па во таа коалиција во владата министер за информации беше Александар Вучич, портпарол на партијата на Милошевиќ беше Ивица Дачич. И сега знаете, вела дека има некоја историска космичка правда. Луѓето кои беа дел од тие партии, поради кои Србија нели 99 година беше бомбардирана, сега да го прават тоа, поради што Србија беше бомбардирана. Меѓутоа, прашањето ми е, какви ви беа во Хаг односите со Слободан Милошевиќ? Tamo smo postali pravi prijatelji. Со Слобо? Da. Nikad ranije nismo bili prijatelji, tamo smo se sprijateljili.
И што ве пријатели? Освен заедничката несреќа да сте тамо, делевте исти, заедnička nesreća, nego zajednička borba. Делевте исти ставови. Ja nikad nisam jadikovao na nekom svojom nesrećom. Ja to nisam shvatio kao nesreću što sam otišao u Hag. Ja sam to shvatio kao prelazak na novo bojište u borbi za srpske nacionalne interese. I tako sam se ponašao do kraja. Dobro. Nikad nisam jadikovao nad svojom sudbinom i uvijek sam se borio. A kad sam govorio o svom stanju, na primjer zdravstvenom stanju, to je bilo zato da dodatno napadnem tribunal, ne zato što je meni stvarno... Gospodine Šešelj, mnogo луѓе умреа во Хаг. Da. Дори имаше мноштво на приказни дека свесно физички се малтретират и здравствено се уништуваат одредени луѓе кои се затворени во Хаг, како не беа доживееле пресудата. Da. Имаше многу. To je rađeno kod Miloševića. Такви вие работи имате читано, имате слушано. Може ли да има вистина во тоа? Ima istine. Milošević je ubijen nedostatkom lekarske nege. Znači, smišljeno je ubijen. Oni su njemu davali neke tablete, antibiotike, kojim se leče tuberkuloza i lepra. To dakle je najteži antibiotik. A nus posljedica tog antibiotika je blokiranje dejstva lekova za srce. Onaj ko uzima taj antibiotik, njemu lekovi za srce ne daju efekta. I onaj ko mu je podmetnuo taj antibiotik, računao je da to proizvede. Teško je bilo i Miloševića osuditi. Zašto? Zašto ga osuditi? Što je pomagao Srbe preko Drine? Pa evo, morali su Perišića da oslobode. I on je suđen što je pomagao Srbe preko Drine i što su tamo oficiri JNA bili raspoređeni, što su primali plate, što je oružje slato i tako dalje. Morali su da ga oslobode. Koji je to zločin mogao da se pripiše Miloševiću? Nijedan. Koji to zločin može meni da se pripiše? Što sam držao zapaljive govore? Pa ja i dalje držim zapaljive govore. Ja sam već prvog dana ovde održao zapaljiv govor, od koga se tresla cela ova politička bulumenta koja danas vlada Srbijom. A onda se zatresla Hrvatska. Srbija se malo primirila, a Hrvatska eksplodirala. Што очекувате дека се случи со Хашки трибунал? Знаете, едниот клучен, ајде да речеме осуденик Милошевиќ, почина, вториот клучен кој сте вие е ослободен и во двата случаи Хаг не успеа до крај да ја спроведи целата таа постапка, да докаже дека сте виновни за геноцид врз народите на Балканот, и не велам дека не сте виновни. Јас сум новинар, значи не сум судија. Не можам ни да ослободувам, не можам ни да осудувам, но можам да ги селектирам фактите и можам да ги презентирам фактите. Во двата случаи постапката не заврши. По случајот на Милошевиќ не заврши поради неговата смрт, во вашиот случај не заврши поради ослободувањето ваше од Хашкиот трибунал, не на ваше барање, туку на Хашкото проценување дека сте болен, сериозно, дека не може да го издржите судењето до крај. Што може да прави Хаг во наредниот период? Ja sam izbačen iz Haškog tribunala jer nisu znali šta da rade sa mnom. Ja jesam bolestan, ali moja bolest nije tolika da bi me izbacili iz Haškog tribunala. Oni mene nisu izbacili zbog bolesti, nego su me izbacili zato što ne znaju šta da rade sa mnom. Ne znaju još uvek kakvu presudu da donesu. Hteli bi da me osude, a ne znaju kako. Na osnovu čega? И добро, ако не знаат што да прават, може и премиер во Србија да ве направат, например. Pa da vidimo to. Или председател, ако тој. Pa ja vam kažem, ja bih volao da to vidim. Не знам сега дали исполнувате услови за председател или за министар за внатрешни работи, бидејќи они ги имат лажирано дипломите, ги имат фалсификувано. Вие си имате регуларна диплома, така тие услови не знам дали ги исполнувате. Ja pretendujem na funkciju predsjednika vlade. На местото на Александар Вучич. Da. Pa сега кој на кого, ако кумот, не на кумот, мислам, тоа е нормално. Ali njemu istekao rok trajanja, politički rok trajanja, a moje vreme tek dolazi. Добро, господин Шешелj, гледате ли проект тука по Балканот? Знаете, тоа нешто слично се проба и во Македонија. Ќе донесете одредени националисти, условно речено, на власт, и од нив ќе направите одредена политичка гарнитура од која очекувате да реши некои клучни национални прашања. Во Македонија тоа не се случи, не е решено прашањето на името, но во Србија се случи група на најголеми националисти и дел на партијата на Милошевиќ
koja беше на власт, ко Србија беше бомбардирана 99 година, се носат на власт, се прави коалиција и таа коалиција треба да го признае Косово. Тоа е случајно или тоа е еден сериозен модел на кој е работено, тестирано и реализирано на крај? To je vrlo ozbiljan model koji su Amerikanci godinama strpljivo gradili. Sad, da li će uspjeti da ga do kraja ostvare, to tek da vidimo. Бидејќи дел од овие американски политичари беа шефови или главни играчи во нивната кампања. И во кампањата кога Тома Николич победи против Борис Тадич, и во кампањата на Александар Вучич. Многу од нив доаѓа тука. Беше вклучена сопругата на поранешниот американски амбасадор во Белград, Монк Мери. Претходникот негов кажува како е правел коалицијата помеѓу Ивица Дачич и Борис Тадич за да го елиминират. Pa jeste li čitali dokumenta Wikileaksa? Да, ги Sve читав. ste mogli da vidite. Беше на некој начин сервирано, како на тацна, се што се случувало и ќе се случува во Србија. Sad je došao remetilački faktor koji će da pokvari sve te planove. Имате ли сила? Имате ли здравствена кондиција? Imam dovoljno snage i zdravstvene kondicije. Mogli ste da vidite u subotu na mitingu, 2-3 dana po mom dolasku, ja sam išao 2 sata pešačio brzim korakom beogradskim ulicama. Кај ќе ви гледаме за To je една fizička kondicija. Кај ќе ви гледаме за една година? Во Хак, во некој српски затвор, бидејќи повторно го отворуваат оној случај околу атентатот на Зоран Џинџич и вашето учество политичко или организационо за тој атентат, на местото на Тома Николич и Александар Вучич, каде можеме да го Vi гледаме? ćete videti srpske radikale na vlasti. Па вас I српскиот to народ, ruski orijentisan u Srbiju. па српскиот народ вас ве казни. Прв пат во својата историја Српската радикална партија не е во парламентот. Jeste, Не го помина цензусот. Ја мислам дека Србија многу јасно ви кажа Jeste, дека ali- не го почитува или не ја почитува таа политика на 90-те Ja години. to nisam shvatio kao poruku Srbije meni. Problem je bilo u samoj stranci. Kad su se odcepili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, došlo je do urušavanja stranačke infrastrukture. I došlo je do konflikata u preostalom stranačkom rukovodstvu. Pa stranka jednostavno nije mogla da normalno funkcioniše. I narod je posmatrao Srpsku radikalnu stranku kao jedan raštimovani orkestar. I zato nije za nju glasao. Vidjet ćete na prvim sledećim izborima da će biti mnogo drugačije. Нешто сте ми мек, морам да признам. Мек? Да, па таму кога ве слушав во Хак бевте многу повоинствен, знаете. Па пред дојдете во Хак тука државте, не знам, и поспектакуларни говори. Сега сте ми некако многу мек, да не е тоа договор со Хашкиот трибунал. Ne, i Da sad držim odrobotovate- vrlo da od- spektakularne govore. Да одработувате одредена Ali držim агенда. spektakularne govore na mitinzima. A vama sam ovde otvoreno odgovarao na sva vaša pitanja. Завршија ли процесите во Србија за дестабилизација Не. и процесите во регионот? 3 пати го враќам тоа прашање, бидејќи тоа е по мене клучното прашање. Ќе го запали ли Војслав Шешелј повторно бурето барут на Балканот? Bude baruta na Balkanu je već eksplodiralo. По-добро тоа не значи дека нема уште еднаш. Дали ве пуштија тоа да се случи уште еднаш? Ako mislite ratno bude baruta, Да, мислам на воената. nisam siguran i ne verujem u sadašnjim okolnostima da će se to desiti. Ali političko bude baruta je već eksplodiralo. I sad da vidimo ko je opstao, ko je propao. Полека Балканот како една свитска полутка е поделен на зона на интереси на русите и зона на интереси на американците. Тој конфликт после тоа што се случи во Украина е се поевидентен на Балканскиот полуостров. Русите може да ги оценуваат балканските држави со таа испорака на газ и на енергенси, американците може да ги оценуваат со тоа членство во ЕУ, НАТО и те евроинтеграции или некое финансиско помагање од страна на Вашингтон и страна на Брисел. И тој конфликт кој се поевидентен на крај ќе мора да експлодира. Кога и како? Господине Шешелј вела дека ако денес се одржат избори во Србија, и ако беше жив Милошевиќ и вие вратени во полна кондиција, дека вие ќе победевте, дека во Србија се менува, све функционира, све поминува, меѓутоа некои политички ставови не се менуваат кога Србија да е забетонирана во некоја своја историја. Svaki narod je betoniran u svojoj istoriji. I svaka država. Do istorije se ne može pobeći. Istorija određuje naše sudbine u budućnosti. I ne treba od toga bežati. За да можам да ве разберам која е вашата мисија и што очекувате,
Со кого би се поистоветили од овие историски личности, бидејќи велите по как бевте да се борите за својата држава и да го направите тоа што го направивте, тука се враќате нели не во интерес на американците, туку пак да се борите за својата држава. И тоа е да речеме вакво или онакво дефинирано мачеништво кој вие го наметнувате како лајт мотив на вашата политичка битка последните 12 години, со кого би го персонифицирале? Ja se nerado identifikujem na taj način. Ja računam na svoju originalnost. A naravno, dovoljno sam čitao istorijske literature i svetske književnosti da sam izučio raznorazne sudbine. Ja služim svom narodu i svojoj ideji. I moj život je ograničen, ali je ideja neuništiva. I nije to ideja koju sam ja sam stvorio, nego koju sam nasledio od naših predaka. Добро, кога гледате таа ваша идеја за голема Србија, Карловац, Карлобак, Вировитица, Винковци, како се топи, како снег во мај, сте разочарани? Ništa se tu ne topi. Како не се топи? Mi smo Srbi samo jednu bitku izgubili, ali ne i rat. Па уште малку и Нови Пасар, кејте со пасоше, не со лични карти. Војводина бара повисок степен на автономија, како преодна фаза до одредени отцепување на делови. Вие на крај, како велевте, од држава на 3 мориња, на крај ќе станете држава на 3 моравици. To ćemo tek da vidimo. Ja ne verujem u takvu mračnu viziju. Ja mislim da će se Srbija osloboditi i uspraviti. I to uz rusku pomoć. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плакење, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска. Во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да го проследите телевизиското интервју со Воислав Шешер. Ние се гледаме идниот вторник во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.